Ке напоменам, значи, во училиштата вообичаено и најчесто е вербалното насилство. Постои и физичко насилство, меѓутоа тоа повеќе го како инцидент. Инцидент или низ игра, ме удри, го удрив, се турнавме, не сакајќи беше, на тој начин е изразено. Значи, најчесто е застапено вербалното насилство, потоа имаме социјално насилство и кибернасилството. Мислам дека на дел од вас ви се познати сите овие, сигурно ги имате слушнато. Најчесто, како што споменав, вербалното насилство е најболно за детето, затоа што и претходно имавме една кампања каде што деспина ја спроведуваше низ училиштата, зборовите повредуваат, вистина дека зборовите повредуваат. Тоа што нас ке не повреди остава долги траги понатаму и како возрастна особа. Значи, ние додека сме деца може него го примаме тоа толку сериозно, не повредил некој, ни кажал погредни зборови и некако сме успеале да се справиме во тој момент, но тоа сепак остава траги за понатаму. Затоа јас многу често знам да кажам дека не постои мало насилство. Значи, за било кој тип од насилство да зборуваме, не постои мало насилство, значи постојат зборови кои што не повредуваат, кои што не навредуваат, постојат каде што ги игнорираме, значи, но сепак тоа остава трага во себе. Затоа сите вие овде што сте, јас ве повикувам и како родители, и како стручни соработници, да направиме една средина каде што децата и сите ние ќе се чувствуваат безбедно, вредно, подржувано, да не бидеме гласот кој што молчи.